ние успеавме да изнаоѓаме решение во овој процес на преговори, и тоа за два амандмани кои беа директно поврзани со прашања од договорот од Преспа, и тие амандмани се во делот на диаспората, каде што нормално се набројуваат етничките заедници кои се дел од диаспората, наведувајќи ги албанците како етничка заедница во овој уставен амандман. Исто така, во уставниот закон успеавме да најдеме едно креативно решение за да може да утврдиме дека на албански јазик, како во 5 закони, односно државјанството, што ќе се пишува во документите на албански јазик, да биде така како што досега го имавме, а не да се преведува како што беше случај или како што се бараше. Другите две точки што не се поврзани директно со договорот од Преспа, а што имат делот на правата на албанците, како што е преамбулата и како што е законот за јазици, кој уште знаеме дека немаше волја да стане албански јазик, тие се договоривме во прва прилика кога ќе се отварат прашања од таков тип да дискутираме и заеднички да изнаоѓаме најдобро решение за да можеме дефинитивно да ги достигнеме европските вредности. Покрај веќе утврдените амандмани на Уставот, кои произлегоа од договорот од Преспа, денес со владата се постигна согласност со кој само нормативно се допрецизира начинот на кој што ќе биде напишано државјанството за другите етнички заедници во личните документи. При тоа нашето барање државјанството да остане македонско, да се заштити идентитетот е во целост испочитувано. Се што е договорено е во согласност со веќе постојните уставни и законски решенија, односно со постоечкиот амандман 5 на Уставот на Република Македонија. Почитувани присутни, вистинското место за заштита на националните интереси на Република Македонија денеска беше токму тука во Собранието на Република Македонија. И токму благодарение на заложбата на независната пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата, најдовме заедничко решение со владата, што резултираше со конечниот текст на овој амандман.